И ако го анализирате вчерашниот ден, кога главна тема беше каде ќе се разгледува договорот, првата шпекулација од ВМРО-ДПМН беше дека наводно мнозинството бара начин како договорот воопшто да не се разгледува, па предложија тоа да биде Комисијата за транспорт и врски. На тоа одговоривме и јас лично на координација како став на пратеничката група предложив, тоа беше прифатено на координација кај председателот Џафери, ВМРО-ДПМН бидејќи бара да се разгледа договорот, бидејќи тие бара да се разгледа договорот, сами да одлучат на која комисија, кога сакат и каде сакат да се разгледува, да донесат одлука како тоа да се движи во собранието. Кога видоа дека на тоа нема одговор, бидејќи целта очигледно им е да продолжат со шпекулации, тогаш почна со нови измислици, нови шпекулации, во смисла на тоа дека договорот треба да биде даден на разгледување, не знам, период од неколку дена, недели, иако точно знаат, затоа спомнав претходни шпекулации, иако точно знаат дека според Законот за класифицирани информации, според уредбата на влада, донесена според тој закон, а таа уредба на влада е донесена на 16.11.2004 година, и таму точно се пропишува кој е начинот на административна и на физичка заштита на таквите документи, впрочем, затоа тоа го барат. Јас, во однос на тоа прашање, уште еднаш, упатувам апел до нив да кажат сами на која комисија сакаат и кога сакаат и да упатам апел тоа да биде побрзо, затоа што само на тој начин ќе ги прекинеме сите шпекулации поврзани со најголемиот инфраструктурен проект од независноста на државата до денес. Во однос на второто прашање, дека подносители на закони и од СДСМ и од ДУИ го виделе, наводно го виделе договорот, тоа е сериозно обвинување, затоа што знаете дека без сертификат некој што направил таква работа треба сериозно да одговара, и впрочем на тоа одговори еден од подписниците и прво подпишаниот на сите закони, тоа е господинот Арбер Адеми, координатора на ДУИ, дека тоа е дрска лага, измислица, само во иста насока да се држат со лаги, да се служат со лаги, само да има шпекулации, само да се одолговлекува овој проект како национален проект.